За оние кои изминативе неколку проповеди од разни причини не беа тука, имам голема чест и привилегија да говорам една интересна книга, би рекол, така ја нареков. Тоа е книгата Рут, интересна по многу работи, бидејќи само 2 книги во целата Библија, од кои 2 се во Стариот Завет, носат име на жена. Едната од нив е Рут. Првата проповед и првите 5 стиха ги насловив дека нашите погрешни избори секој пат водат до многу тешки, дури реков катастрофални последици. Замолив тогаш и потенцирав да се осврнете, ако можете да запомните 3 принципа на гревот кои се непроменети од кога сатаната го напуштил присуството на Бог, би рекол. И на прво место беше секој пат кога сте под чадорот на гревот или кога сте внатре во самиот грев, од вашите планови што ги имате, секој пат имаме планови, за да чекориме и да одиме до некаде, гревот секој пат ќе ви измами и ќе исчекорите многу повеќе од тоа што сте го планирале. Вториот принцип беше повторно кога се наоѓате во гревот, плановите во кои размислувате и ги правите колку време ќе останете во една таква состојба или во едни такви околности, секој пат се многу поголеми и многу подолги, би рекол. Секоја таква една пресметка кога навлегуваме во едни такви, би рекол, чекорење поточно по ивицата на гревот, секој пат треба да се плати цена, и цената е катастрофално многу голема, и би рекол дека просто секој пат на крајот, кога се испорачува сметката, секој пат жалиме и секој пат цената е превисока. Минатата проповед од 6 до 18 стих говорев и ги насловив како 3 вдовици. На сцена настапија Ноемин, сопругата на Елимелех, и нејзините 2 снаи. Едната е Рут, другата е Орфа. И страшното беше што ги изгубива најмилите. Ноемин си го изгуби сопругот и беше во една, би рекол, од лоша, најлоша. Нема полоша ситуација, ако го земеме контекстот во кога се случува сето ова, ако го земеме контекстот што представува. Ја и минатиот пат кажав дека Рут не е случаен лик. Рут треба секој пат да имаме во предвид дека си потекнува, дека е еврејка, дека е дел од избраниот народ, дека е воспитувана во духот на Јахве. И после сите нешта кои што таа ги претрпе, не само што остана без маж, лошото од полошото е што остана и без своите деца. Меѓутоа, минатиот пат во тие 10 стихови, она нешто кое што го потенцирав, она нешто кое што навистина остава длабок трак. Ја го читав многу пати на крајот, кога Ноемин им вели на своите 2 снаи да си се вратат во Моавските полиња, да се вратат во Моав таму каде што си припаѓаат, бидејќи немаат некаква перспектива во Јудеја. Интересното беше што Орфа многу едноставно си се врати таму каде што припаѓа. И говорев дека секој пат одговорите, секој пат резултатите, секој пат нашето поведение е еден израз на нашето срце. Она што се наоѓа во нашето срце, она што не влече, со она што се раниме секојдневно, би рекол, се исхрануваме, во даден и определен момент тоа се рефлектира. Точно тоа се рефлектираше кај Орфа. Меѓутоа, многу беше драстична и разликата помеѓу Рут.
И двете се од едно исто место, и двете припаѓаат на една иста култура, и двете живееле кај нивните, како што се вели, пагански богови и во нивната паганска средина. Меѓутоа, многу силниот стих и многу силните зборови од Рут, ја и минатиот пат ги говорев дека Рут вели никој пат, значи јас пред се ќе тргнам со тебе. Таму каде што ќе одиш ти, таму ќе одам и јас. Таму каде што твојот Бог е, тој ќе биде и мој Бог. Таму каде што ќе живееш ти, таму ќе живеам и јас. И на крајот завршува, таму каде што ќе умреш ти, таму каде што ќе те погребаат тебе, таму ќе бидам погребана и јас. Пресилно ветување, пресилни зборови, не само за тогаш, и денеска. Ние минатата недела, после службата, се прибиравме со Ани заедно. Ани вика исто ги читала неколку пати. Го читала тој стих и навистина. Стихот е многу силен стих. Кога говорам многу силен стих, имам предвид дека многу тешко ние и како верни луѓе, како следбеници на Господ Исус Христос, многу тешко даваме такви ветувања. Може би има луѓе кои што ќе дадат, меѓутоа тешко даваме, од причина што многу тешко ги исполнуваме нашите ветувања. Вакво едно ветување, ова е во сршта, во принципот на христијанството, би рекол, во принципот и сршта на Господ Исус Христос. Ако сме се нафатиле да бидеме навистина вистински христијани, ја милувам да кажам вистински, бидејќи има и лажни христијани. Да чекориме и да врвиме до смртта, а смртта за нас е само еден премин од ова временото во вечното. Оваа вечер ја завршуваме оваа прва глава од книгата Рут, последните 4-5 стиха. Насловот на вечерашната проповед, како што прочита Лидене, ја гледам и благодарам, враќањето дома. Многу е интересно што од самиот текст можеме да видиме дека Рут и Ноемин, без да ни се каже во текстот што правеа. Јас многу размислував и имав желба да разберам што се случувало помеѓу Ноемин и Рут, додека патувале од моавските племиња, решиле да си се вратат во Јудеја. Решиле да се вратат дома, затоа ја насловив оваа вечерашна проповед, враќањето дома. Како дома нема ниту на едно место. Само дома, Владо Јаневски има една песна, само дома си е дома, и навистина само дома си е дома. И кога говорам само дома си е дома, јас во предвид имам дека јас се движам кон мојот вечен дом и средбата со Господ Исус Христос. Овој живот овдека ќе си го одживееме кој како го разбира. Меѓутоа секојдневно си се движиме кон нашиот дом. И после се што претрпе Ноемин, после загубата на мажот и нејзините двајца синови, и покрај ништо што немаше минатиот пат, говорев, ништо не и вети на Рут за да даде едно такво ветување до смрт. Ние знаеме да тргнеме и да бидеме партнери со некој, меѓутоа, ако имаме некаква корист, ако имаме нешто, ако ни се вети, ако гледаме таму дека имаме некаква светла перспектива, дали е материјална, најчесто материјалното е пресудно. Меѓутоа, Ноемин ништо не и вети. Апсолутно ништо не и вети. Рут знаеше добро дека оди во пустелија. Зошто беше тешкото и зошто немаат ништо? Бидејќи велат дека и тогаш и сега барем две основни нешта ти треба за да имаш еден нормален живот. Нормалниот живот е да имаш кров над глава и да имаш некаква работа за да
имаш некаква екзистенција. Немава кров над глава, немава никаква екзистенција. Го имава само Бог. Многу пати забораваме дека Бог ни е доволен за било што не обкружува или за било што многу пати што не го заматува умот. Меѓутоа, минатиот пат завршив и реков дека секој пат умот ќе ни биде заматен кога сме под чадорот на гревот. Еден од начините, еден од принципите повторно на гревот е да ви го замати видикот. Никој пат кога сте под чадорот на гревот не можете да видите чисто, не можете да видите јасно, да не говориме дека може да донесете исправна и правилна одлука која што ќе ве однесе на вистинското место. Овие луѓе се враќам, овие две жени, ја и минатиот пат реков дека растојанието од Јудеја до Моавските полиња е горе-долу 80 километри. Пеш одење од 7 до 10 дена. Да одите заедно двајца, 10 дена, еден со друг, и ништо текстот да не ви говори, да нема. Мене многу ме интересира. Ќе пукнам од радознавост што си говорела. 7 дена не се малку време. Многу тешко човек може да говори со некој кој ќе осознае, благослов е тоа, благодарение на Бог, кој ќе излезете од гревот, која ќе ви се тргне маглата од пред очите, која ќе почнете да гледате чисто, и кога покрај се треба да имаме во предвид, ќе повторам повторно дека Ноемин не е случаен лик. Многу често се случува Божји деца да заталкаат некаде. И многу често велиме дека обично се тоа своеглави. Меѓутоа, во една прилика кажав дека 97% од луѓето кои што се воспитани во духот на Христос, кои што растеле во такви семејства, кои што ги имаат и принципите на еден христијански живот, во 97% кои ќе заталкаат, се враќаат повторно назад. Печалбата, за која што отидова по Леп, печалбата беше 3 надгробни споменика. Еден на низиниот маж и 2 на низините синови. Меѓутоа, радоста е огромна кога повторно човек ќе си се врати и ќе тргне да си се враќа кон домот. Словото ни вели, радоста е уште поголема на небото за такви изгубени души кои повторно се враќаат во својот дом, кои повторно се враќаат кај својот татко. И минатиот пат потенцирав како е можно Рут да даде едно такво ветување и да се врати повторно назад, како е можно Офра, која што со еден збор си се врати во Моавските поли. И тогаш кажав дека основната поента, основата во една таква различна реакција е во срцето на човек. Рут имаше меко срце. Рут не случајно реши и покрај сите нешта да се врати назад дома. Текстот ни вели дека самото нивно влегување во Витлеем, сите луѓе, текстот вели, почнале да се прашуваат, ова ли е Ноемин? Прашањето е зачудувачко. Треба да имаме во предвид дека Елимелех бил богат човек. Не биле семејство кое што е сиромашно. Елимелех и семејството биле познати во нивниот град. Неслучајно толку брзо се расширила веста дека Ноемин се вратила во градот. И сите на еден зачудувачки начин се чудат дали е можно да е таа истата Ноемин.
Интересното е овдека што не знам дали ви се случило кога ќе заминете на годишен одмор, па кога ќе се видите со своите пријатели. Или може би поадекватно е кои имаат роднини во странство, па кога ќе ви дојдат тука и ќе почнат да одат по роднините, секаде ви поставуваат горе-долу едни исти прашања. Устата пена ќе ви фати, говорејќи едно исто. Како сте поминале на оно, а како е таму, а со што се занимавате, што работите. Може да си, ова ви го говорам, може да си представите да се вратите во местото каде што сите ве познаваат. Да се вратите во место каде што сте имале некаков рейтинг. И не тоа низок. Ова ви го говорам, многу е тешко. Евреите имаат една клетва да имаш, па да немаш. Да бидеш богат и да помагаш на сиромасите и сега да се вратиш на истото место без ништо. И сите згора на тоа да те познаваат и на сите во градот да им раскажуваш една и иста приказна која што не е ниту убав годишен одмор, ниту не е нешто убаво таму каде што си бил 10 години на печалба, па си се вратил сега со некаква печалба, па малку гордоста и суетата ќе можеш да си ја потхраниш. Него просто да не ви се говори. Да отидете на место, да избегате, би рекол, од место, како што велат куќата на левот, а да отидете во Моавските полиња. Самата Ноемин можеме да видиме дека во разговорите има доза на гнев. Бидејќи текстот ни вели немојте веќе да ме викате Ноемин, викајте ме Мара. Мара во превод на нашки значи огорчена. И повторно текстот ни говори дека вината благо, но сепак ја префрла и ја алудира на Бог. И говори дека Содржителот ме враќа повторно тука, меѓутоа јас заминав како заможна. Заможна значи богата жена која што имала се што ја неопходно. И се враќа повторно овдека во една многу, би рекол, тешка состојба. И покрај се што поминала. Многу пати луѓето говорат зошто определени нешта ни се случуваат во животот. Јас и минатиот пат сум говорел, може би најтешкото нешто, да не дае Господ никому, меѓутоа се случува, човек е да изгуби дете. И говорев дека веќе меѓу нас не е братот Борис, сум говорил неколку пати какво е чувството, они имаат изгубено дете, и он секој пат велеше, Гаго, човек кој што не изгубил дете, многу тешко може да размениме некакво мислење. Многу е тешка состојбата. Меѓутоа, во определени моменти, ние не знаеме зошто ни се случуваат определени нешта. Најчесто, дали сме верни или неверни, секој пат го окривуваат Бог. Бог е виновникот за се она што се случува. Било верни, било неверни. Зошто Бог дозволи сето тоа да се направи? Зошто Бог дозволи да почине да умре мажот Елимелек? Зошто да починат двете деца? Зошто да дојде во една таква ситуација? Ние многу често не можеме да ги видиме, некој пат од незнаење, некој пат од пердето,
некој пат просто толку многу длабоко сме навлезени во гревот, да сакаме да го слушнеме и да го видиме Христовиот глас, многу тешко ни тргнува од рака. Зошто го говорам сето ова? Многу размислував како на еден пластичен, еден секојдневен начин да се објаснат некои библиски текстови, како да се протолкуваат. Секој пат ми текнува на Исус Христос, како го правеше тоа на еден, од една страна многу едноставен начин, од друга страна многу е комплицирано да денес го примените тој начин. Тој сите нешта ги објаснуваше на луѓето од секојдневието. Од тоа што го работела, луѓето многу едноставно го размислуваа. Единствено нешто што ми текнува, велам, тоа е исто како оние кои возиме автомобил кога се возите по автопат. Сега има некоја кампања, нели, за многу несреќи се случуваат. Јас сум убеден дека кога би ги пазеле сообраќајните знаци кои се поставени по патот, јас сум убеден дека нема да има апсолутно никакви несреќи. Никакви несреќи. А ако таму каде што пишува да возиме 60-60, таму каде што имаме светлосна сигнализација, да си ја почитуваме. Може и да застанеш. Таму каде што е пешачки, сега да не говорам. Меѓутоа, имам длабоко убедување дека нема да има никакви сообраќајни несреќи. Ова го говорам, бидејќи ние многу повеќе по патот Божи, кој што сме избрале да се движиме, ние имаме многу сообраќајни знаци. Бог говори на секој еден од нас. Не е малку време вие да си го напуштите домот, како што реков, куќата на левот, да отидете во Моавските полиња, 10 години. Значи, 10 години не е ниту еден ден, не е ниту еден месец, ниту една година. 10 години се 10 години. Верувам за сите тие години Елимелех и Ноемин се луѓе кои што се раснети во христијанство семејство. Имале премногу совраќајни знаци во животот. Смртта е можеби крајното, последното. И ова го говорам поради тој гнев што се гледа овдека кај Ноемин. Зошто го окривува Бог за се она што се случи? Зошто ние го окривуваме многу често Бог за сето она што се случува во нашите животи? Па кој го направи изворот? Ако се вратиме сега повторно на почетокот на прва глава и на првите стихови, ја кажав дека ние мажите имаме голема одговорност како христијани за нашите семејства. Но не помалку и сопругите и децата, оние кои што нели се полнолетни, оние кои што се, би рекол, зрели христијани. Па изборите ние ги направиме. Изборот го направи Елимелех. Не го прати Бог да оди во Моавските полиња. И јас кажав, ако нема овдека е суша, они добро знаева, па што представува сушата за еврејскиот народ и зошто немаат пшеница и леб, ќе оди сега 80 км у Штип, ќе има жито. Нема да има. И да си отидел на месец, 2, 3, 5, ти го напушти заедништвото, ти направи избор. Многу од нас прават такви избори. Не можете да обстоите и да преживеете, би рекол, без заедништвото. Не можете да одите во земја каде што го нема Јахве, го нема Семокнија, го нема Бог. Одите каде што има куп пагански богови. И тоа трае, и тоа цели 10 години. Истото нешто сакам да речам со тој пат се случува и во нашите животи. Дали ќе слушнеме и ќе говориме преку проповеди, дали се обучуваме и споделуваме во домашните групи, дали верувам секојдневно со читањето на Словото. Значи имаме премногу сообраќајни знаци кои во нашиот живот ни укажуваат. Изборот го правиме самите ние. Колку и да последиците се тешки и катастрофални, треба да се соочиме и да застанеме машки и да си кажеме
дека за сето она во мојот живот, што моментално, сега сум јас одличен, сум рекол 100 пати, одличен, со 5 плюса. Да не беше Бог, тогаш ќе се прашував кај ќе бев јас сега, во ова време. Меѓутоа, сите ние сме умни, сите ние сме писмени, да можеме, пак ќе речам, и од Словото, и сето она што го правиме овдека, да можеме да разбереме што и како, каква одлука да донесеме. И покрај сите работи, многу голема е милоста и благодатта Господова, што ја враќа Ноемин во куќата и во својот дом. Основната идеја, многу често на овој текст велат зошто не интервенираше Бог порано. Зошто Бог истото ова не го направи со Елимелех, па да ги спаси и двајцата негови или нивни синови. Зошто требаше да умре Елимелех и двајцата негови синови, а сега да ја враќа Ноемин сама со нејзината снаа. Повторно би рекол, тајната е во срцето. Ноемин имаше меко срце. Бог работи со луѓето што имаат меко срце. Бог никој пат во историјата за овие 2000 години не можете да видите никаков принцип во Библијата дека Бог некој пат работел со горделивите. Никој пат нема да видите дека Бог работел со оние кои се сует. Никој пат. Во една прилика во Софија пасторот говореше, зошто само, карикирам сега, да не споменувам имења, зошто само работи со Зоки, сите работи ги правите со Зоки, зошто само работи со Митре, а другите не? Не работам со тие што имат меки срци и што сакат да работат, тие што доаѓаат и се нудат да работат. Ја нема да ти извадам тебе од дома на сила за да работиме. Со тие луѓе работат. Црквата функционира со тие луѓе. Ноемини покрај се покажа мекото срце кое што Бог можеше да работи. И ја врати повторно назад. Ова глава завршува многу интересно, вели дека беше жетва, беше готова жетвата на јачменот. Ни кажува дека жетвата на јачменот ни говори дека многу близко е Пасхата. Они се подготвуваат за Пасхата, многу близко е и празникот на првите плодови. Ние ќе видиме веќе од следниот пат, кога ќе отпочнеме со втората глава, на сцената ќе излезат, ќе имаме една нова сценографија, ќе имаме 3 лика кои што се важни, главните актери на книгата Рут. Останува Ноемин и Рут, но се појавува Воз. И тие 3 лика ќе видиме како Господ работи во срцето на луѓето. Ако немаше, се враќам на Рут, ако немаше и Рут меко срце, како што беше разликата со Орфа, затоа даде една таква изјава и затоа тргне и покрај се да се врати таму каде што нема ништо. Ние ќе видиме од идниот пат како ќе се развива целата оваа историја. Како е можно од една неверна жена, од една паганка, која што доаѓа од Моавските полиња, да има толку главна улога во самото Христово раѓање. Нема случајни нешта во животот на ниту еден од нас. Многу често, со тоа и ќе завршам, многу често, може би повеќето поговорки кои ги говориме,
велат дека се произлезени од длабоки вистини, од длабок живот и живеа на луѓето и се пренесуваат од генерација во генерација. Велат дека има една додека го научи магарето да не јаде, тоа умре. Точно така. Таа поговорка, ако ја разгледаме од каде произлегува и од каде е нејзиниот контекст, имало еден сточар кој што си имал магаре. Меѓутоа, магарињата, хранејќи ги со овес, многу често си правил сметка. И еден ден си рекол, ова магаре многу ме чини. Навистина многу. Кога ќе пресметам колку пари давам за овес, просто не ми се исплаќа толку многу пари да давам за храна. Добро е, слушнав, малку во овесот да му турам струготини, дрвени струготини, пилевина. Тоа го правева порано и со свињи. И турил помалку дрвени струготини, го мешал овесот, магаренцето си јадело, он презадоволен. Како минувало време, си правил пресметка, пресметката добра била. Веќе почнал да биде задоволен. И покрај се почнал да ја зголемува дрвената струготина и пилевината, гледал дека магаренцето добро се држи, добро си ги извршува работите. Сметката, презадоволен бил од сметката. Еден ден му однел јадење и го нашол магаренцето умрено. Тоа е контекстот на да го научи. Кога видел во сметката и кога видел во храната дека немало веќе овес, него почнало на магаренцето да му дава само дрвени струготини, пилевина. И сирото магаренце умрело. Може би ќе си речете глупа оваа приказка, меѓутоа мене сакам да ми послужи како една парабола за отпаднатите христијани. Они така почнуваат. Сега оваа недела нема да идам на црква, има поважна работа, или има турска серија, или не знам што и да е. Другата недела ќе дојдам. Домашните групи сега ајвар ќе правам. Сега е сезона на ајвар, у многу погрешно време се домашните групи, нема да си дојдам. Тоа кај христијаните е потполно исто со дрвените струготини. Малку по малку, кога ќе видиш еден ден, крајот е катастрофален од тоа, од тие малку духовни дрвени струготини. Враќањето дома и само дома, како дома нема на друго место. Основната работа, сакам да кажам оваа вечер, дека срцата наши многу говорат за секој еден човек. Татко ми покоен велеше, не морај примери кај другите, погледни во себе или околу тебе најблиските. Ние сакаме секи другите да ги гледаме примерите. Поучен е тоа, ако си го погледнам мојот живот и направам ретроспектива на моето срце, катастрофално. Па Бог не работел со таквите никакви како мене. Па не работел. Кај ќе работи? Реков, со горди, со закоравени срца, никој пат Бог не работел. Ние ќе видиме како ќе се развива оваа историја на Ноемин и на Рут. И пред време се воодушевувам што Бог направи од Моавката Рут. Бог да ве благослови, да имате благословена седмица и работете на вашите срца.